Евангелие според Лука, глава 18. А им каже споредба како треба постојано да се молат и да не се обесхрбруваат. Изборуваше. Во еден град имаше еден судија кој не се плашеше од Бог и не се срамеше од луѓето. А во истиот град имаше една вдовица која постојано доаѓаше кај него и му велеше: "Заштити ме од мојот противник." Тој за некое време не сакаше, а потоа се рече во себе: "И бидејќи немам страф од Бог и не се срамам од луѓето, ќе го дадам правото на оваа вдовица, за да не доаѓа да ме заморува и да ми додева постојано." И Господ рече: "Слушнавте ли што зборува неправедниот судија? Зар Бог нема да им го даде правото на своите избраници кои викаат дење и ноќе кон него, па макар и да задоцне кон нив? Ви велам, ќе им го даде правото набргу. Но, кога ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата?" А пак на некои кои беа самоуверени дека се праведни и ги презираат другите, им ја кажа оваа споредба. Двајца мажи влегоа во храмот да се помолат. Едниот беше фарисеј, а другиот цареник. Фарисејот се исправи и почна да се моли во себе и велеше: "Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој цареник. 2 пати постам во седмицата и давам 10 од се што ќе заработам." А цареникот стоеше подалеку и не се осмелуваше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше во градите и зборуваше: "Боже, имај милост према мене грешникот." Ви велам, овој си замина дома оправдан, а не оној, зашто секој кој се возвишува ќе биде понижен, а кој се понижува ќе биде возвишен. Му ги донесуваа и малите деца за да се допре до нив, а учениците кога го видоа тоа ги укорија. Но Исус ги повика и им рече: "Оставете ги децата да доаѓаат кај мене и не им попречувајте, зашто на таквите како нив им припаѓа Божјото царство. Вистина ви велам, кој не го прими Божјото царство како дете, тој нема да влезе во него." А еден управител го праша и му рече: "Добар учителе, што треба да направам за да наследам вечен живот?" А Исус му одговори: "Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единствениот Бог. Заповедите ги знаеш: не прави прелюба, не убивај, не кради, немој да сведочиш лажно, почитувај ги твојот татко и твојата мајка." А тој му рече: "Сето тоа го зачував од мојата младост се досега." Кога Исус го слушна тоа, му рече: "Уште едно ти недостига, продај се што имаш, разделим го на сиромашните и ќе имаш богатство на небото. Потоа дојди и врви по мене." А кога го слушна тоа, многу се нажали, зашто беше многу богат. Кога Исус го видел и се нажали, рече: "Колку тешко ќе влезат во Божјото царство оние кои се надеваат на своето богатство. Полесно е да мине камила низ иглени уши, отколку да влезе богат во Божјото царство." А оние кои го слушнаа тоа рекоа: "Па тогаш кој може да се спаси?" Тој им одговори: "Тоа што е неможно за луѓето, за Бог е се можно." А Петар рече: "Ете, ние се оставивме и тргнавме по тебе." Тој им рече: "Вистина ви велам, нема ниеден што заради Божјото царство оставил куќа или родители, или браќа, или жена, или деца, а да не добие многу повеќе во оваа време, а во идниот век и вечен живот." И кога ги зеде со себе 12, им рече: "Ете се искачуваме кон Ерусалим, и ќе се исполни се што пишувале пророците за човечкиот син, зашто тој ќе биде предаден на многобожците, ќе му се подсмеваат, ќе го срамат, ќе го плукаат и откако ќе го камшикуваат, ќе го убијат. Но на 3-тиот ден тој ќе воскресне." Но тие не сватија ништо тоа. Тој збор беше скриен од нив и не го разбраа тоа што им го кажуваше. А кога беше близу до Ерихон, еден слепец седеше покрај патот и просеше. Кога слушна дека минува народ, праша: "Што е тоа?"
Тие му рекоа дека минува Исус Назареецот. Тогаш тој извика и рече: Исусе, сине Давидов, имај милост кон мене. А тие кои одеа напред му велеа да молчи, но тој уште погласно викаше: Исусе, сине Давидов, имај милост кон мене. Тогаш Исус застана и нареди да му го доведат. И кога се доближи, го праша и рече: Што сакаш да ти направам? А тој одговори: Господи, да прогледам. Тогаш Исус му рече: Прогледај, твојата вера те спаси. Тој веднаш прогледа и тргна по него, славејќи го Бог. И сиот народ, кога го виде тоа, му даде слава на Бог.